Кировски би сакал да продолжам со вас со второто прашање, односно подтема за дезинформациите и говорот на омраза. Вие во вашиот напис за оваа панел дискусија и за слободата на медиумите констатирате и правите паралели меѓу светски примери на ширење на дезинформации, например со Fox News, кој што веќе имаше и вонсудска спогодба со која плати стотици милиони долари за тоа што ширеше дезинформации во време на кампањата за председателот Трамп и неговата борба за втор мандат со сегашниот председател Бајден. Изложувате и состои кај нас и упатувате на можно решение, дека можно решение може би дополнителната регулација на интернет просторот, бидејќи регулација во земјава има и за говор на омраза, и за клевета и навреда и така натаму, но очигледно дека дел од правосудството не функционира баш како што треба и затоа имаме еден феномен на неказнивост, но од друга страна таа дополнителна регулација може да доведе до опасност на дополнително ограничување за слободата на медиумите. И лоцирате исто така аспект дека самата професија треба да одговори на овој феномен, бидејќи очигледно дека овие извори на дезинформации на говор на омраза се повеќе го зафаќаат тој интернет простор и на социјалните мрежи. Публиката бега од медиумите, таа е поларизирана и сака да ја слушне условно речено својата вистина. Кои се решенијата или можниот излез, како да се справиме со оваа поплава на дезинформации и говор на омраза? Сам се договоривме да бидеме кратки, а многу прашања постави Петри. Јас ќе гледам да се фокусирам на една-две теми, а тоа е прво да околу дезинформациите. Јасно е дека имаме ние дезинформации кои што се генерирани од политички центри на моќ, некогаш и надвор од оваа држава, кои што имаат одредена агенда и тие се прилично и лесно препознатливи. Не викам дека треба да се потценат, главно мислам тука на Москва и на Пекинг, станува збор за автократски режими кои што го користат информативниот простор за промовирање на своја политичка агенда. Една од причините зашто во Македонија имаат релативен успех е и тоа што алтернативата, западните вредности, во континуитет ги имаат разочарано македонските граѓани заради тоа што сами се сеќавате, доаѓаат тука разни емисари од европските земји и ни велеа дека ете да го направиме тој постепен компромис, да го променим името и влегуваме во европското семејство, за потоа да се испостави дека и после тој компромис треба да направиме уште еден друг, па после сега некој компромис со Бугарија, па и тој компромис од која ќе се направи нема никакви гаранции дека нема да се испорача и некаков друг, што значи дека според мене самите тие европски институции самите си ја разнишуваат довербата и создаваат простор за полесно пенетрирање на злонамерни дезинформациите, така да ги наречам. Меѓутоа имаме еден феномен на дезинформации од друга природа, а тоа е повторно врзано со финансиското работење. Значи, јас бев многу фасциниран и од она се што се случуваше со Fox News и со другите два десничарски канали во Америка. Се сеќавате дека Доналд Трамп обвини дека демократите, либералната левица и Џо Бајден му ги украдоа изборите 2020 година и за тоа имаше многу силна потпора од наративот на десничарските канали. Еден од тие, односно најгледаниот канал во Америка е Fox News. Fox News, таа конструкција направи дека наводно левичарска власт од Венецуела влијаела на тоа машините за гласање во Америка да ги насочуваат гласовите кон Џо Бајден. Сега производителите на тие машини тужат. Имаме стварно абсурдна ситуација. Тие што беа главно обвинети за лажирање на изборите, има
гласачки машини само во Лос Анџелес, не на ниво на Калифорнија како држава, туку само на ниво на Лос Анџелес, а беа обвинети дека на национално ниво ги краделе изборите, а посебно во клучните држави како што е Аризона. И сега Fox News ги губи тие судски спорови. Меѓутоа, кој беше мотивот на Fox News? Fox News знаеше дека тоа се глупости што го пласираат на гледачите. Меѓутоа, се плашеа дека ако не им сервираат на нивните гледачи тоа што сакаат да го слушнат, нивните гледачи ќе заминат на уште подесничарските канали. А ако ја изгубат публиката, ако ги изгубат ретинзите, ќе ги изгубат парите. И тука веќе доаѓа до една, условно речено, пијарска математика. Подобро ќе платам 780 милиони долари во судска спогодба, како што плати Fox News, отколку да губам милиарди долари ако ја соопштам вистината. Значи, станува збор за дезинформации кои што се поттикнати исклучиво од бизнис модели и од бизнис интереси. Тоа не е нешто што е непознато. Јас кога работев во BBC во Лондон, знам за многу ситуации, таблоиди, да се договараат уредништвата со legal advisor и викаат, ќе ја пласираме оваа афера, знаеме дека е лага. Колку пари ќе изгубиме на суд од ова? Ќе изгубиме 2 милиони фунти. Во ред, колку очекуваме месец дена ако ја цедиме оваа афера од тираж и од реклами? 5 милиони. Терајте. Станува збор за едно дезинформирање кое што е мотивирано чисто од бизнис, од лукративни причини, кое што заслужува посебен третман, посебно од како Fox News јавно призна и Руперт Мърдок и уредниците дека тие знаеле дека лажат, ама за да не ја изгубат публиката, решија да манипулираат јавноста. Се сеќавате, тоа доведе до многу бурни настани на Капитол на 6 јануари пред инаугурацијата на Џо Бајден, можеше дури и до граѓанска војна да стигне, заради тоа што еден медиум не сака да ја губи публиката и на тој начин да не ги губи парите. Ете тоа, мислам дека околу другиве работи повеќе или помалку се повторуваме, но ова сакав да го издвојам како феномен, за дека на лажните вести не треба секогаш да гледаме само како на обид на одредени политички центри на моќ да дезинформираат заради политички цели, него дека некогаш и самите медиуми тоа го прават од лукративни интереси. И мислам дека ќе имаме како редакции, како медиуми, се поголеми и поголеми проблеми да се справуваме со лажните вести, заради тоа што живееме во една ера каде што технологијата има невероватен развој, каде што системите на deepfake до таму се отидени што ние утре нема да може да си веруваме на собствените очи, ќе ни измонтираат глас и слика од председател или од некоја битна фигура за која што ќе изгледа дека е верно тоа што е емитувано, а тоа ќе биде deepfake, па додека да констатирате дека тоа било лага, веќе ќе го емитувате во етерот. Што ќе прават редакциите? Ќе прават специализирани форензички тимови за да проверуваат дали е нешто deepfake или не. Имаме страховит напредок во вештачката интелигенција, чат GPT, која што, ете, колегите од Guardian веќе се жалеа дека им генерира текстови чат GPT кои што не се на Guardian, а се подпишани од Guardian, па вие после идете, докажете дека е тоа продукт на артифицијалната интелигенција. Значи, технолошките предизвици за нашата струка ќе станат многу сериозни, многу сложни. Тоа сега за среќа не е дојдено во Македонија, ама ние не сме изолирани. За многу кусо време ќе дојде и кај нас.